Crvena, crvena, boja mi je najmila, za tebe sekogaš od imena победа. Добре, дојдовте во преку Тасевски шоу. Деновите до Европското првенство се бројат ситно, на кое што прв пат во историјата ќе учествува фудбалската репрезентација на Македонија. Оне што им го посакувам на нашите е минимум 3 победи во стартот и пласман во следниот круг. А овде, во ова емисија, имаме кого да пердашиме и пердашењето почнува сега. Марика лета со авион. Ама и Стево председателот лета. Поточно, него го летаат бугарите. Слаба точка му се бугарите. Борисов му е љубав и голема невозвратена, а бугарскиот председател Радев го лета каде сака и како сака, со неговиот председателски авион. Бугарски. Што време, не време. И во ова време не време кога бугарите бришат пот со нас, кога ги побугарчуваат Кирил и Методија и македонскиот јазик и азбука, Стево ја прифати понудата на Радев да се повози на неговиот авион. Да се повози до Ватикан. Баш на чествувањето на двајцата браќа просветители. Како ние да немаме наш авион мајката. А имаме? Па што знам јас? Не може да немаме, си викам, сепак сме држава. А држава сме стварно? Добро, може имаме авион, ама сигурно е расипан или нема гориво, а може му е дупната едната гума, па не знам, дреме тамо во некоја гаража, немаат резерва, може нашиве. А може имаме авион, нема дупнати гуми, ама немаме пилот во авионот и тоа може да е причината. И шо да преш да си на местото на Стево, нели во тој случај? Па мора да се снаоѓаш, ама баш со авионот на бугарскиот председател ли мораше да лета, со авионот на Радев. Истиот оној Радев кој не пропушта можност да каже дека сме бугари, дека јазикот ни е бугарски дијалект и дека сме создадени од Коминтерновската епрувета на Тито во 1944 година. На овој тип му дозволи да те лета, бе, љубави. На овој тип ме заебаваш. Не, стварно ме заебаваш. И добра, ај кажи како беше летот со Радев, а? Небото сигурно беше мирно по прашање за ветото и потеклото на Гоце Делчев, или може би за време на летот ве тресеа турбуленции кога виграше некоја бугарска стюардеса на шипка. Чекај, само да те прашам, ти, љубави, седеше до Радев за време на летот или онака те бапнаа кај куферите во багажникот? Оти со бугариве никогаш не си на чисто. А може немаше слободно место ни кај куферите, ниту кај патниците, па Радев мораше да те седне на... Не, сега не сакам да бидеме булгарни, односно безобразни, да? Уште ли не ги научивте бугарите, бе, љубави? Изгледа Господ кој делел достоинство и патриотизам вас ве држал заклучени во подрум. Освен ако бугарската стюардеса играла на шипка, не гледам друга причина зошто ти би влегол во бугарски авион. Подобро со тротинет да тргнеше во Ватикан. Малку ќе се помачеше до душа, тој ќе ти излезеше душа, ама па вака исто си ко без душа. И без топки волнени. А во политиката ништо не се добива без пар топки волнени. Ништо. Добро, и? Еве стигнавте со Радев во Ватикан со неговиот авион. И после, После Стево му го даде новиот дрес на македонската фудбалска репрезентација на папата на кој пишуваше Папа Франциск. Со К на крајот. А папата е Францис. Не се чита тоа К. Не е ковид упрашање од тоа К-то се закашлав. Ама на овие утнативе од протоколот, што беа пола кај Заев у влада и утнаа се што можеше да се утне, изгледа оваа утка им беше копогодена. Една буква кон една. Ша има везе? Па какви што се можеа на грбот да напишат на дресот и Папа was a Rolling Stone. Или да напишат Папа Николау Тести, тоа може. Остај ги, бе, само едно К утнале, бе. Добро е, бе, може ли боите да ги утнат ко вас е флексибл во спотот за Евровизија, па после да се вада дека тоа било уметничка инсталација, нели?
Стево гарант му рекол на папава: "Љубави, ти го поклањам овој дрес да си го облечеш, можеш и од озгора на тога, мислам на мантијата кој ќе игра нашата земја на европското, нели, пошто Аргентина твоја, пошто папава нели аргентинец, пошто Аргентина твоја бе, замисли бе, не игра на европското бе. Не успеа да се пласира на европско и ти сега, драг папа, немаш за кого да навиваш." Лели. Ау, Стево на папата му направи со ова за аргентинскава репрезентација таков тонш, така му фати сеир на папава, мислам така папава се осети малку непријатно што Аргентина не сред пласирала на европското. Ако имаше воопшто поим нели за какво европско му зборува Стево, оти папава е човек во години, лева рака е на Свети Петар, кај има тој време фудбал да гледа на толку несреќни гладни и ковидосани по светов. Абе нема време. И така Стево му го даде дресот и сигурно му рече: "Баце, само облечи го кој играме, не мора да ја пееш химната, зашто некои кај нас и не ја пеат, а има и некои па ја пеат, ама скрос ја утињаат. А има во нашава химна до душа нешто така гоце, моце, шуми, гори, езера, реки, ама тоа не е битно, папа. Кога ситници како химна биле битни, најважно е дека те поздрави Зоки, мојот шеф, многу те поздрави и рече да навиваш за нас против Холандија, зашто после Бугарија со нив ки имаме спор, со холанѓаните ки имаме спор. Да бе, ако бугарите ни го тргнат ветото, некојаш после гарант холанѓани веќе ни стаат вето за марихуаната, но или им влегуваме во пазар." Му викав ја на Зоќе да садиме лалиња, ама он вика: "Ја што ти личам бе тебе, кај се видело лале да се пуши." Мислам, ја кажи му на папата да навива за нас, ети дрес му однесе, ама сте го пишале на кирилица. А ја ќе му се јавам лично да телефон, знам ја латински, мислам, тоа е она што се пише на латиница, сум учел заедно со англискиот и го зборам као англискиот, мислам. И следниот пат, не му носи тие глупите дресови што се носат врз бела кошула. Однеси му железни опинци. Тоа е вистински сувенир. Символизира колку ние како народ сме упорни во решавањето на европските проблеми. Па ја еве, на пример, кој ќе решам некој проблем, па то бетон бе, па се е бетонирано бе. И така Стево везел за најважни споредни работи, а папава само трепкал со очињата и барал помош. Барал помош од сите, ама најмногу од Свети Петар, да го спаси побрзо од ликов. И Стево видел дека тенка му е приказнава кој секогаш, па го оставил бугаринов Радев да си позборува со папата за државнички работи, нели околу Кирил и Методи, бидејќи Стево изгледа таму беше отиден во Ватикан само дресот да му го однесе и поракава од Зоќе Заев. И после се дозна дека на враќање Радев го прашал Стево нели кај да гостават, а овој рекол: "Вози ме за Софија, од ја после од таму ќе си фатам пешки да си се прошетам малце, да се надишам воздух, нели?" Радев мислел дека овој нешто го прца и одма сакал да го симне од авионот, ама еден од советниците му рекол дека не е добро што некој што се вика Стевчо или Стево, нели, да го симне од авионот пред полетување, не е културно, не е убаво. После тоа Радев бил пак бледо-зелен, додека у авион Стево раскажувал вицови за тоа како седеле со Бранко и пиеле виски, а кога Стево се опил после првата коцка мраз, а Бранко бил трезен после 3 флаши виски, и така се додека не слетале во Скопје. А папава Франциск посредбата со Стево го закачил вела дресот во шифонерот и на него напишал како подсетник: "Овој дрес да го облечам која ќе игра Македонија против Австрија, зашто оној Курц повеќе не ме прави среќен." Ми пишува еден бот на Фейсбук со слика од лабрадор на тоа профилната, ми вика: "Ти, Сашо, овие емисии ги правиш за тоа што ја мразиш Македонија." Не бе, брат, не. Си има луѓе ни платени за да ја мразат Македонија. И тоа од твои и мои пари. Ние си ги плаќаме тие мразачи. А ја само во слободно време од хоби кажувам, оно што го гледам, само коментирам. Па зошто да не бе? Власта што ти ја бранише непресушна инспирација, нели, за било каков коментар и критика. До вас е бе човек, не е до мене. Ако ова беше Швајцарија, сигурно ќе зборував за случај како оној босанец во Тоблеронето по грешка што ставил лешници наместо бадеми, па после оние алергичните на лешници зеле да се дујат комисири пред сношај, тоест да отекуваат и да се гушат, и сега осигурителните компании мора да платат за нивните маки, а босанецов ко босанец си киднал во Босна. Тоа е во нормалните држави.
Мислам, а кај нас, овие копуциве на власт секој ден не изненадуваат со такви вести, што комотно може да влезат во рубриката верувале или не. Еве, на пример, од тие најлудите вести онаа дека владата го назначила познатиот Омерчо главен за навивачите на македонската репрезентација и за картите. Академски прашувам, кој е овде луд? Овие со сила не прават будали. Глумат некој панамериканизам што го нема ни во Америка. Знаете ли бе вие луѓе кој е Омерчо? А? Тоа е истиот оној што работеше во кабинетот кај Артанчо, водач на навивачката група Шверцери, на широко позната по антимакедонските навивања, како на пример онаа песна на што ја пеа македонско девојче курва голема. Да, пеа, и тоа е истиот оној што го растури Македонскиот народен театар Колего Коцки на прославата на шверцерите, како и кафулето Нью Орлеанс во Стара Скопска чаршија. Потоа го имаме главниот фраер кој вели дека за 2 години успеал да реши неколку европски проблеми кои ни европјаните не успеале да ги решат и решил дури 5 историски личности со Бугарија. Ако мисли на Денко Малевски кој се издаде дека отсекогаш бил бугарин, Владо Бучковски кој го реши не отиде у затвор, туку право посредник за ветер и магла. Парашко кој нема врска со Бугарија, ама затоа со мафијашки бугарски финти е доктор на 2 науки со 2 доктората, го реши самил со тој што им го поклони како да му е теле од шталата. И на крај веројатно го реши барон Минхаузен со тоа што докажа дека човекот бил честна историска личност на која сите и верувале. За сите овие решенија сметам дека треба да воведеме одликување Златен Пинокио, кој треба да му се додели на премиерот со посвета дека е посебно патентиран со формулата колку повеќе лаже, толку повеќе недоделкани му веруваат. 3 милиони евра за електронски картички за српските туристи како благодарност дека Србија вакцинираше 20.000 наши сограѓани. Ке им важат само ако одат за Грција. Кој е овде луд? Повторно академски прашувам. Како прво, за тие пари можеше да купи 250.000 кинески вакцини. Како второ, наместо да им важат за Охрид, па сите да дојдат во Охрид и да остават 3 милиони евра, нели, за сите тие, нели, подобности што им ги нуди Охрид, тие им важат за Грција, која има строги услови за одмор. Што е идејава? И пак ја прашам, кој е овде луд? Мислам, да не е и ова идеја некоја на Рашковски како да се лапне провизија од електронските картички. Мислам. Деновиве, главен муабет е како со врски партиските членови на владеачките партии успеале да си вакцинираат цели семејства преку ред. Полне Фейсбукот од срцеви болни, шекераши, луѓе со автоимуно болести, оперирани, алергични на пеницилин, постари од 50 години кои се пријавиле на фамозниот сајт вакцинација уште во март месец, а некои во февруари се пријавиле и уште не се повикани да бидат вакцинирани. Ама затоа, луѓки и фраери од 30 години ставаат мемиња. И јас се вакцинирав, и јас се вакцинирав, и јас се вакцинирав, и јас се вакцинирав. И се вакцинираат цели кабинети, глумци, пеачи, новинари, се петелат, се чаталат, како се вакцинирале здрави и прави и со вакцините брели купувате гласови бе. Тоа више стана перверзно и ќе прашам уште еднаш, кој е овде луд? Мислам, имате ли малце памет бе, луѓе? Се уште умираат по 15 луѓе на ден бе. Поп не може да испее 15 погреби на еден ден бе. Не може толку дупки да се ископаат. А вие со вашите зелени ботови се вакцинирате уште преку ред. Срам да ви... И на крај, овој талентираниот градоначалник на аеродром Марин, звани Тесла, кој со недели го дрндаат по медиуми дека набавувал по неколкукратно поголеми нереални цени, обвинителството на неговиот шеф мудро молчи, чекајќи да обвини некого за украдени 100 кебапи, затоа што, нели, таму се знае фиксната штета. Ако кебапче е 12 денари, се добива 3 години казна затвор. Тој Маримчо аеродромчо да ти купувал лед светилка за улично осветлување за 1200 евра комат, не баре треба космодром да осветлува. А потоа купил 1 метар цевка за 130 евра, кода е позлатена. Скали домашни купил 200 евра парче, а на децата у градинка таму им делат краставичиња, оние корнишони, сеченки, оние сечени на тенко за јадење, таму за ручек им даваат корнишони. Му ги извадија сите глупости типов што ги прави и топ не го бие.
Кој Ивица станал? Кај да и Тинес ке му фукне едно дуќанче од 500 квадрати и сами себе да си плаќаат кирија и на него. Вакви вести секој ден не бомбардираат. И кој е овде луд? Пак академски прашувам. Ние. Нема кој друг да е луд. Само лудаци може да седат спокојно на толку бомбардирање со глупости. И да ви кажам, малку ние. Македонскиот народ има проблем со кубурот уште откако се осознал како народ. За некој, тоа осознавање било пред некои 3000 години, а за некој од 1945. Случајно, едниве и другиве имаат проблем со кубурот. Само не знам како овие од 45-та имале проблем со кубурот, кога истиот бил истиснат од пиштолот уште пред Првата светска војна во 1914 година. Ама они ќе речат, и во времето на Александар немало кубури, затоа ние и не потекнуваме од него. Управо сте, немало кубури, а и преку кубуров шо немало, бе. Ма не знам што треба да се случи за да посегнеме по кубурот. Нели онака символично? Не дај Боже, никогаш јас не сум повикол на пукање. Мислам, не дај Боже, Боже пази, Боже пази. Мислам, не затоа што ја не поддржувам, туку затоа што може да ми се фатат за кубуров, бе, па да ме обвинат за хушкач, за недемократ, за хомофоб и за сите оние NGO квалификации на оние што ги коментирам и критикувам. Па чудна сорта сме ние. Ние кубурот го оставаме во друга заменска форма. Нас се не боли кубурот за се. Абе преку кубурот ни од политика, шо кубур барам ја сега на гласање, овие кубури изгледа си играат со мене, ама па шо ги ставам на кубуров? Некако кубурот и неговото вадење ко манијак во парк ни е криво за се. Барем манијаков во парк е доволно луд, ќе го извади кубурот и мислам... Ама ние си го чуваме кубурот во гаќи, зарđан, импотентен, неподмачкан, неупотреблив, мек ко душа. Само пуна уста ни е со кубурот. Со него се закануваме, со него ги пукаме сите ни цовки, со него ги частиме сите оние цуци што возат на лентата лево, а даваат трепкач за десно. Јаки сме ко кубурот на Црна Арапина од видеата на Вивид, а смкнати ко јапонска цреша под пилата на Шилегов. Нашиот кубур е неупотреблив. Тоа е само легенда на која лажно ги учиме децата. Нит го вадиме, нит го употребуваме. Ние сме зависници од кубур. А ако се наведнеме, а тоа го правиме многу често, го добиваме кубурот на едно темно место. Кубурот сака наведнати, обожава, смкнати со погледот долу кои се лигават и клечат, а он ке си се намести таму каде што сте најотворени. Кубур ко кубур. Сака да биде добро заденат во чакширите, за да не испука без потреба. Зошто тогаш прави белја? Кубурот е наменет за храбри луѓе, за војни и воинки кои знаат кои се и кога ќе го извадат и кога ќе ти го вперат во челото, така ќе ти го вперат, за да ти се стресат и гаќите и мртвите на 5-6 генерации наназад. Па кога ќе ти биде вперен кубурот, ќе треба да се помолиш за сите гревови што си му ги скривил на овој народ, знаејќи дека кога си се родил, тогаш некој го излел куршумот во кубурот со твоето име и дека кога тогаш ќе се сретнете и нема веќе да има трте мрте. Има само трте. Македонија. Време е да се исправиш и да го извадиш кубурот. И кубурот. И да го испукаш, па кому иде, Стара Скопска. А има уште една, вели, кого удрам не жалам. Ете, такво време дојде, кубурно. Кубуриме сите до даска. Заев во едно интервју за еден наш неделник машки застана зад ликот и делото на Ел Рашко Гонзалес, несудениот постојан жител на Канкун во Мехико, кој не по своја волја мораше да се врати во Македонија за да заглави во притвор под обвинение дека злоупотребувал државни пари. Абе, не знам како Заев го убедил да се врати од Мехико, кога Ел Рашко знаеше што се случи откако Заев го убеди Мијалков да се врати од таму каде што избега. Како му рече Заев, дојди си домче будалче, нема да лежиш, се си е таман, само дојди си, врати се. И Мијалков што направи? Се врати со цел памет. И одма доби 12 години робија со можност за уште една 10 со кромит.
Истата змија го апна и ел Рашко. Летна од Канкун полн со оптимизам од ветувањата на шефот и слета ко усран голуб во домашен притвор во Скопје. Значи змијата одма го апна по слетувањето, а она магарето ќе му дојде подоцна во посета, нели, ако биде осуден. Арно, ама, изгледа ел Рашко за Заев знае многу нешта што Заев пак не би сакал да ги знае никој друг освен ел Рашко. И ете ти проблем за итно решавање. И што направи Заев? За неделникот даде интервју во кое зеде да го брани и фали ел Рашко за тоа колку бил чесен, па работел по закони, па никому ништо не сгрешил, ништо не украл, иноватор на месецот, чело на векот, онакво се тресе во ладна вода, абе цел муабет му беше: ти кажувам, ќерко, сети се снао. А која е снаата во случајот? Се знае. Обвинителите и судот. Постапката против ел Рашко е во тек, а Заев веќе знае, тврди се, колне, има докази колку е чесен неговиот сограѓанин и сострадалник во владењето и богатењето. Некаде ова би го толкувале како мешање во судството од позиција на политичка моќ, ама некаде, не и овде. На снаата овде и се меша кој како сака и кој како стигне и кој како дојде на власт. Прво ќе подари Сваровски герданчиња до душа или моćни позиции, а после си ја клацка како сака и кога сака. Снаата за тоа е тука, за да ја клацкаат и да се сети кога ќе треба за еди кој си кој обвинет да постапи така да обвинетиот куртули од лежење во прдекана. Значи, многу е зебано кога ќе влезеш во филмот на Дон Корлеоне, ама не си му дораснат. Тогаш не си веќе Дон Корлеоне, туку Дон Корнишоне. Кобната грешка на Заев Дон Корнишоне е во тоа што нема поим дека во тој свет на копуци политичари, далаверџи и опасни мафијаши, лажните ветувања дадени на нив, изневерените нивни очекувања и пријателства еден ден ќе се свртат и против тебе. Абе ќе го јадеш ко поп сарма, кога тогаш, вака или онака, неверствата во тој свет се плаќаат прескапо. Исто како и во љубовта можеш да го прашаш, сте во љубави за тоа. А Дон Корнишоне тргна по патот на Тони Монтана. Си рече: ке ги изневерам и излажам сите, па што ме боли кога сум недопирлив, имам такви што ме бранат од лошите дечки, па веќе ги немаш, или поточно нивниот број е драстично опаднат, им се најде за некои работи и сега сватија дека е време за друго дете. Мијалков падна што падна, а не е тип со кој можеш да се заебаваш нели лесно. И ел Рашко Галиба ќе падне, верувам дека му е јасно на него за тоа. Само Дон Корнишоне упорно верува дека може со акробаци и салто морале и понатаму да владее. Уште Кутриот не знае дека змијата и него го апна, а и магарето ќе му дојде по змијата. Тоа секогаш доаѓа на крајот, кога е најинтересно. Дали нашата јавност реагира доволно бурно на загадувањето во Македонија? Прашање е сега. Дали знаеме дека годишно околу 4000 луѓе само во Скопје умираат директно од загадувањето, од болести нели предизвикани од тоа загадување? Дали политичките влијанија врз одредени невладини организации доведуваат до зелено-црвен ефект во нивната реакција, односно кога нивната гарнитура е во опозиција, силно притискаат нели со медиумски кампањи против загадувањето, сечењето на дрвата, испуштањето на јаловина, а потоа наменски замолкнуваат нели кога условно нивната партија на власт. Интересно, но за водите никој од нив одамна ни да бекне. Пијат флаширана, а се тушираат со газирана. Имено, законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање, нели тоа е закон, тоа мора да се почитува, точка, крај, нема мрдање, нема трте-мрте. Инаку следуваат санкции. Во реалноста секојдневно имаме еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабриките без пречистителни станици, за кои инспекцијската служба не ни помислува на посета. Дури 99,7% од непрочистените отпадни води од индустријата и рударството завршуваат директно во реките и водотеците. Прилично гадно и смрдено, корне труе смрди. Па доволно е само да прошетате покрај Вардар неподалеку и не ви е потребна ни хемиска анализа, се ќе сватите. Дали сме се запрашале некогаш зошто сме толку негрижливи, зошто буквално си ги уништуваме националните богатства и водите од кои треба и да пиеме?
А имаме толкаво Министерство за животна средина и просторно планирање, а имаме и подписници. И подписници сме на сите конвенции и договори со кои се налага кандидатскиот статус во ЕУ. Подпишале и си ставиле министер, нели? Обично тоа е од ДУИ, а тие министрите од ДУИ обично се незаинтересирани за загадувањето, тоест тие се заинтересирани за загадувањето, ама како заланскиот снег. Мислам дека конкретниот тип министер кој што е во тоа министерство не ни знае ниту македонски да зборува, не па за загадувањето да се интересира. Не се. Здравствени проблеми кај населението се јавуваат секојдневно. И тоа е нормално, бидејќи годишно во нашите реки и водотеци се испуштаат 110 милиони кубни метри отпадни води, што е отприлика двојно повеќе од водите што ги имаат вештачките езера во државата. Ви се верували колку сме недоквакани? И дали знаете дека во државава има стопански објекти кои имаат процеси со вода, ја загадуваат, ја испуштаат и немаат соодветни дозволи и процедури за тоа? Се уште овој дел е сива зона. А каква сива зона бе? Ова оди кон црно, ноќ црно. За која Европа кога тогаш ќе се качи на оваа властна глава? Оно исто министерство што го споменав горе во периодот од 2012 до 2019 година издало околу 800 дозволи, а од нив само 80 се за испуштање на вода. Гледате ли колку е тоа несразмерно, народски кажано, во сферата на загадувањето? Мислам, поточно во сферата на загадувањето на водите владее класичен пашибозук. Многу од загадувачите немаат интегрирани дозволи кои со уредба се уредени и вршат поделба на големи загадувачи, нели? Ти имаат А дозволи и оние малите загадувачи имаат Б дозволи. До тука е нели јасно? Јасно е дека со ваква дозвола треба да има и пречистителна станица на фабриката во која по пречистувањето на водата од механички загадувања се додаваат бактерии кои ја чистат и биолошки, и после одредени мерења доколку е во параметрите пропишани со законот, се враќа водата во реката и таа вода нели не е загадена, можеш да си ја пиеш, да се миеш под мишки и така натаму. И сите сега ќе кажат: што си се фатил бе за водите? Не ова стендап, ај критикувај во свој стил. Ако има еден инспектор, например, од Велес до Кавадарци, како може истиот да ги контролира водите, уште ако на ова одозгора се додаде и корупцијата за која сме на високо ниво? Мислам, ја не алудирам ништо, предпоставувам. Како воопшто да се регулира прашањето на загадувањето на водите? Прашањето е сега. И 100 пат ќе прашам: кој е овде луд? Во многу градови во Македонија и онаа вода од изворите е загадена поради ваквото енормно испуштање. Химикалиите понираат, се гради во заштитените зони на бунарите и штетата е траена кога веќе ќе се случи. Не можеш да ја оправиш ни 50 години во иднината. Има случаи кога водата не е за пиење. Во Тетово, во Струга, во Гостидар, во Гевгелија, секаде има лоши резултати по здравствената слика на населението и сите, мислам, ги боли. Такво ето за тоа. Ова не е смешно, ова е трагично. Да рониш крокодилски солзи. Оваа анализа вели дека ќе ни треба многу сила, политичка волја и знаење да ја оправиме оваа ситуација. А ако се земе предвид дека пред месец дена беше уапсен фраер од Шишево кој во Карпош си фрлал медицински отпад во заштитена зона кај бунарите од кои пие половина Скопје, зракот на светлоста е многу далеку. Не само од ковид, постојат и многу други начини да се заврши трагично во оваа кутра на патена земја. А тие запнале датумот па датумот во авион. Датумот па датумот. И ако го нема датумот, и ако рибите умреа, алгите изумреа, диносаурусите малце поодамна се умрени, ама луѓето ни умираат сега и овде, тие запнале датумот па датумот. Да ви се покакам во датумот. Челните луѓе во фудбалската федерација никако да го прежалат Косово што не се пласираше на европското во фудбал. По поразот што го доживеа во квалификациите од нашите играчи зборуваа за вештачките насмевки и куртоазното честитање што го добиле од луѓето во федерацијата, нели, кој што е албански кадар од ДУИ. Ама не можеле никако да скрија дека длабоко во себе тагуваат за Косово и Албанија. Оти пазете, и Албанија не се пласираше на европското. Арно, ама кога веќе на европското отиде Македонија, а овие ја водат Македонската фудбалска федерација, решија некако својата тага за Косово и Албанија да ја ублажат,
така што си поделија огромни премии од парите добиени од УЕФА за пласманот на Европското првенство како награда за тој пласман, а парата е лек за повеќето хронични болки. Не знам дали знаете, а мислам дека знаете. Замислете некои таму поранешни прекупци и шверцери, а сега што се функционери, нели, си поделија пари наменети за федерацијата и играчите кои се пак најзаслужни за пласманот. Нели кога веќе Косово и Албанија не се пласира на европското, тие си рекоа дај барем јак шопинг да си направиме и да се подкачиме на некое младо пиленце по баровине во джепчиште и велешта. Нели, шопингот и сексот ги смируваат нервите и ги ублажуваат симптомите на национален пораз, дури и во спортот. Ама тие не би биле тие кога би можел еден јак хонорари шопинг да ги смири нивните национал-шовинистички страсти. Како смее Косово да не оди на европско, а да оди една Македонија чија фудбалска федерација ја водиме и од која земаме огромни плати. Шо да направиме? Се мислеле, се думале цела ноќ. Ау, да, ни текна. И онака имаме неколку браќа албанци во репрезентацијата, тогаш само дај ќе го смениме дресот во бордо боја, кона на нашето, на албанското знаме, и ќе се осеќаме кога да играат Албанија и Косово на европското. А да, и на дресот нема да ставиме национален символ, за никој да не знае дека игра Македонија. Така ќе направиме. А зошто да не, си рекоа тие во федерацијата, кога можеш оној пеачот да ги прца македонците со боите на бугарското знаме на спотот за Евровизија, зошто би и ние да не ги прцаме со боја на дрес што подсетува на знамето на Албанија? Сега, ќе беше може и поефектно да лупнеме еден двоглав орел на дресот, ама тоа па би било преупадливо пред јавноста. Мора уште да глумиме и да им продаваме пувки на македонците и на американците дека на памет не ни паѓа темата голема Албанија. Боже пази, на памет не ни паѓа. Мислам, добро, се они не се крстеле, нели, пошто се албанци, ама сега така е зборот, нели, во муавето. Уште е рано да си ги отвориме толку картите, нели? Ама и без двоглав орел, дресов ќе асоцира на Албанија со Косово како една држава. Речено, сторено. Ама, кутрите газени и понижени македонци полека учат да кажат не за многу нешта. Еве, например, за референдумот кажаа недвосмислено не, ама не ги рецнаа 2%. За пеачот бугараш пак кажаа не за неговото учество на Евровизија, ама исто не ги рецнаа 2%, па тој отиде и таму се покака и покрај целата педерска кампања што ја направи да се додвори секому, освен на тие кои требаше да ги представува на Евровизија. Му кажаа конечно не и на новиот дрес на репрезентацијата со чудна боја на странско знаме и без национален символ. Но овој пат, оние во федерацијата кои тажат за други соседни држави, наместо да се радуваат за онаа во која живеат и земаат големи плати и хонорари, ќе мораат да го чујат она не и да го повлечат грдиот дрес. Луѓе, силата на директно кажаното и недвосмислено не е огромна. Со такво не буквално го разоружуваш оној кој е помоќен од тебе, а бара од тебе да направиш нешто против твоите убедувања и твоите желби. Му ја одземаш моќта што ја чекува да му ја предадеш зашто е над тебе, така мисли дека е над тебе. Оти тие на високи позиции се гола вода без моќта која оние послабите им ја даваат со тоа што постојано им велат да и играат по нивни ноти. Тоа се вика дистрибуција на моќта. Еден има моќ врз друг, зашто тој другиот му ја дава. Ама со едно такво не, кажано без многу паламудење и директ во чело, никој повеќе нема да има моќ над било кого. Особено кога се нашите политички елити во прашање и оваа квинслиншка влада на Заев. Оти она од што се плашиме се само духови од хартија, ништо друго. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат затоа што ќе повторам, Европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели, после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Победнички.